Културната дипломатија во времења на војни е важна за да се разбере состојбата со која се соочува Украина заради руската агресија и на тој начин да придонесе кон ширење на вистините за случувањата во Украина, како и да ја зголеми солидарноста кон милиони украински бегалци раселени на секаде низ светот. Ова беше целта на мултимедијалниот настан Украина е, што се одржа во мобилната монтажна галерија во паркот на франкофонијата во Скопје. Никола Писарев, кој е еден од организаторите на овој настан, вели дека сите војни се водат заради културни разлики и уништување на одредена култура. За ширење не само на вистината, туку и за помирување помеѓу народите, помеѓу завоеваните страни и во таа смисла и тој овој разговор за културна дипломатија, како каде што неразумните, јас ќе ги наречам, политички елити не можат да разговарат, некои други луѓе кои што се бават со уметност, со култура, кои што имаат поинакви сваќања за околината, за светот, имаат малку пошироки светогледи, можат да разговарат и можат да соработуваат и практично тоа е темата на денешниот разговор и тоа што ние на Балканот веќе сме го виделе и веќе кај што сме бележеле големи успеси ние го нарекуваме тоа културна соработка помеѓу народите и државите на Балканот, дали нешто од тоа може да се искористи во некои други контексти заради безбедување практично на благосостојба, забирање на конфликти, ширење на вистината, затоа што кога почнува војна, прво нешто што умира е вистината. Флавиус Илиони Лога од асоциацијата Локс од Романија. За Гласот на Америка вели дека за украинските бегалци важно е да ги задржат својата култура и идентитет и да не бидат маргинализирани или дискриминирани. So it's important to have all these Важно е да ги имаме сите овие манифестации на културата, без разлика дали станува збор за цртање, дегустација на храна, танцување или работи што луѓето може да ги изразат, за да се истакнат во заедницата кои се тие. И тоа е нашата цел преку нашите проекти. Исто така се обидуваме да ги ангажираме бегалците да комуницираат со заедницата и тоа е дел од нашата работа во последните 5 години во Темишвар. И ние ги гледаме успешните резултати за тоа што значи за локалното население да се сретнат со бегалците, а потоа што значи за бегалците да се сретнат со локалното население. Украинката Јане Розбицкаја смета дека во корените на војната помеѓу Русија и Украина се културата и украинскиот идентитет. It's not the first when we are fighting for Ukrainian identity. Не е прв пат да се бориме за украинскиот идентитет, бидејќи со векови секоја генерација на нашите родители, нашите баби и дедовци, секоја наша генерација беше некако под влијание на русите, кои се обидуваа да го уништат украинскиот културен идентитет. Значи ние сме различни, имаме различни култури. За жал, нашата земја беше подолг период под руско влијание. Рускиот јазик во нашата држава го користат многу луѓе. Рускиот јазик беше присутен во културните проекти, во медиумите, во се. Исто така имавме неколку генерации актери, писатели, поети, многу генерации кои беа убиени, репресирани. Тие беа уништени со идеја да не го задржат украинскиот идентитет. И оваа војна денес е иста. Writers, poets, many generations. Ана Бречко пред 2 години од Киев се доселила во Темишвар. Таа вели дека многу е тешко да се започне се од почеток, но дека морале да продолжат со нивните животи. Работиме со многу украински бегалци и им помагаме, ги поддржуваме. Посакувам еден ден да имаме мир во Украина и многу луѓе да се вратат дома. Исто така посакувам луѓето да разберат дека ни е потребна поддршка за Украина. Во рамките на мултимедијалниот настан Украина се одржа и изложба која е кураторски концепт на Розбицкаја, каде што преку фотографии беа представени најважните карактеристики на современата и традиционалната украинска култура, но и придобивките што ги дале на целиот свет.